Но ние, за разлика од другите земји, имаме еден надфеномен, надпроблем. Тој надпроблем се вика ВМРО ДПМНЕ. Тричковски е наш омилен автор. И верувам и ваш. Наш кога велам е... Тоа е инспирација ние да издржиме секој ден и секоја ноќ на првата линија. Тој е бестрашен и бескомпромисен писател кој се соочува со табуата, ги разоткрива невистините и го предизвикува статус-квото во општеството. Секогаш кога се соочени со фактите на реалноста и со острите оценки за нивното деструктивно действување, овчарите се бранат со експертизи и со анкети, барајќи од прогресивниот дел на општеството да ги докажат своите тврдења. Со тие се пресметува секоја недела со своите колумни господинот Тричковски, големиот автор. Оваа книга е да се крене чашка за неа, не мора со нешто жестоко, бидејќи жестокото е во неа. Најпосле чиста нација се прави токму во таа смисла и само таквата чистота носи продуктивност. А за продуктивноста да ве фати мајата. Некои се мрштат, некои викторијански засрамени се засркнуваат, а на некои дури им се превртуваат тревата од неговите лекарства, од разголувањето на штетните предпоставки, од покажувањето со прст на мрзливоста на умот и простачката наметливост што си се маскира како традиција. Го доживувам како учител и често пати знам да му кажам дека е учител. Во што е учител? Еднаш прочитав дека интелигентните луѓе многу пцујат. И почнав да пцујам. И си пцујам, ја онака интелигентно, додека не најдов на профата на профанизмот Бранко, кој што профаностите ги става во контекст за да нагласи поента. Тоа што Тричковски го нуди е да го напуштиме тој воз, зашто тој веќе не е референтна стварност за називот Македонија и да се качиме на еден друг нов воз кој што го има на возниот ред на другите железници низ светот. Македонецот мора да се ослободи од себе, а Македонија исто така од себе. Да поминеме у нов мод. Значи да престанеме да се занимаваме со окупацијата на националните интереси која арчи генерации и генерации. И арчејќи енергијата на генерации и генерации ги хендикепира луѓето. Само успешни, реализирани поединци може да бидат добри македонци и Македонија да биде, мислам, пристојна, добра држава, нормална држава на нормални граѓани, европска држава.